Добра вечер и убава вечер од Владо Павлов. Она што го гледаме денес, од сето она што јас како Владо Павлов со тимот сум го пишувал и објавувал, како се што е вообичаено со Владо Павлов, така и ова денес што го гледаме во собранието. На анкетната комисија, каде што гледам секогаш и вообичаено, како да е навика или било што, да се китиме со туги перја. Јас ова моје вклучување во живо ќе ви го представам, ќе ви го соопштам одна што јас сакам да кажам, ама за она што се случува денес со анкетната комисија, ви обеќам, ќе направиме едно поголемо видео, каде што со докази и факти од сето она што сум го правил од првиот ден до ден денес, ќе ви го докажам дека сум во право. Нека им служи на чест на сите оние кои што злоупотребуваат работи, злоупотребуваат нешто што ние сме направиле за тие херои, бидејќи само тие се херои за Владо Павлов, бидејќи освен не други херои не гледам, и ја повикувам било која комисија во таа континуирана просторија, во таа отробна просторија, да ми истражат во да ми го истражат воздухот во тој затворен простор кога паднал покривот, колку можете минути да останете во таа просторија. Доста се овие манипулации, доста е сето ова што се прави. Вината не треба да ја криеме еден од друг, па дури и родителите. Да, имаме грешка. Имаме голема грешка што поголемиот број малолетници сме ги пуштиле. И треба да го кажеме тоа. И треба да признаеме, да, ние родителите сме виновни. Со аргументи за концерти и за дискотеки не можеме да се сокриеме. Каде што имаме докази дека и не на таа кобна вечер, и на многу други вечери биле исто така во дискотеката. Безброј малолетници. Каде што тогаш не бил концерт. А тоа може да ви го потврди и Деко. Тоа може да ви го потврди и Деко, од камерите на Деко. Каде што поголемиот број од починатите дечиња ги има и на камера. А не било концерт. Да си ја признаеме родителите вината. Не можеме да ги заштитиме тие дечиња што починале со сето она што се споменува како концерт или дискотека. А некои од нив биле и кога немало концерт во дискотеката. Сите треба да ја сносиме одговорност. Сите до еден. Затоа во некое друго време ќе имаме вклучување во живо за ова што се случуваше денес. Сакам да се припремам со мои докази и аргументи од првиот ден за се што е направено од Владо Павлов, а се што се напоменува денес, и дали внукот на Апас, Црна рука, искористува одредени активности, и дали ова добро дело кое што го правиме треба некој да го искористува и без да го споменува нашето дело, каде што сите заедно ставаме глава од торба, што се вели, за едно вакво терористичко здружување, за едно вакво
уништување на цела младина во Кочани, а секој да има некоја одредена цел. Јас ова ќе го направам за дечињата. Не сакам никакви политички поени. Не сакам никаква политика. Затоа што како најпрво треба сите да се обединиме прво од она што доаѓа. Од она што секој ден се повеќе и повеќе ќе тресе. Од она што секој ден се повеќе и повеќе тектонските плочи ќе се тргаат. Од она што секој ден ќе има се поголемо и поголемо тровење. Од она што секој ден ќе има се поголема и поголема корона во некој друг вид. А веќе е тука. И сите ја премолчуваат. Имаме состојба на намалување на железото. Имаме состојба на зголемување на ензимите на црниот дроб, на ЦПР-от и на многу други работи кои што се поврзани со корона. А тоа е доказ дека тоа е заспан вирус. И не знаеме кога повторно ќе се активира или веќе знаеме дека е активиран. И затоа нам не ни треба политика. Нам ни треба обединување. За да ги поминеме последните моменти здрави и живи. На максимот на темнината, а тоа е почеток на светлината. Би напоменал само една работа. Во еден ваков максимум на светлината и почеток на темнината се отворила земјата и е создадено Средоземното море, од каде што претходно поминува Мојсие или Александар Македонски. Бидејќи околу 900 години се кратат на еден циклус. Тие велат 2165 години. А како може еден круг да има 12, ако немаме, нели, 30 степени, тоа са 360 степени. Што значи 3000 години, а не 2165 години. И кога на тие 2165 години ќе ги ставиме вие украдени 900 години од секој преминна ера, ќе дојдеме до заклучок дека ерата завршила со Александар Македонски, а започнала со Исус. А тоа значи дека претходно истата ера на Овенот започнала со него. Како што сега ова ера завршила со Исус. Ама не е оној кој што ви го ставаат во црквите за кој што се боре католицизмот и православието во Истанбул, тоа е латинската црква. Црноморестиот, со црно-персиско брадиче, со козел брадиче, извинете ми, со козел нозе. И затоа синоќа објавив од денес до 23 март 26 година. Ако не знаеме да го избереме вистинскиот Исус, тогаш не мора да чекаме да го доживееме максимот на темнината. За кој што и сите оние причести кои што се правиат денес и што се правеше во собранието од она што потекнало се во чест на тој црн антихрист во Кочани. И затоа ќе ви ја кажам целата вистина од сето оно што се случувало. И не смееме сите ние заедно да се криеме од наша виновност. Бидејќи новата ера на водолија, новата ера на светлина, нема да не прифате така, ако не ја кажуваме вистината. Било концерт, не било дискотека. А камерите на Деко, поголемиот број од починатите малолетници и сите ние како родители знаеме дека присуствувале секогаш во ова дискотека. Јас во мојата тогашна
брако, разводна парница. И во тогаш во моите големи проблеми, каде што секогаш сум велел дека треба да биде навремено и све што треба. Но другата страна дозволуваше така да, родители, да си ја признаеме вината. Нема да ги спасиме дечињата ако премолчуваме. Се губиле ташни, се губиле мобилни, па камерите на деко ги фаќале овие малолетници. Тогаш не било концерт. Затоа е вака како што е. И затоа секогаш на големите бенефити ги имат овие кои што го злоупотребуваат она што од нас македонското. Еве ги. Појасно ли е? Дали ви е појасно? Дали ви е појасно? На кого му е потребна Македонија? И зошто е сето ова? Се одека ние родителите не се признаваме вина. Ки има коледе. Секогаш ки има коледе. А кој знак го злоупотребуваат? Чив е тој знак? Чив е тој знак? На големата ложа на Иерусалим, на Илуминати. Вие ќе кажете на Израел? Не. Тој знак не е на Израел. Тој знак е на израелитите изберените. Од Бога даден на македонците. И затоа ние не им одговараме на овие. Затоа и не веруваме на приказките на мигранти. Ки ни доаѓаат мигранти, а веќе имаме мигранти кои што купуваат дуќани, кои што откупуваат станови, а некој пред децении ви кажуваше за кого се градат зградите. Но јас немам ништо против тоа, затоа што знам дека сите ние потекнуваме од еден заеднички прататко. И сите ние се напојуваме од еден исти извор на жива вода. Ама имам против лагата, против сето оно што е правено против нас македонците. И доста ни е веќе од филозофии. Зарем не се уморивте македонци од филозофиите ваши? Зарем не се уморивте од она, еден од друг да се навредувате? Зарем не се уморивте од вашиот канибализам? Еден од друг се јадете и уште памет си немате. Пулс не постои. Зашо дебатираме? Не постои. Таа фирма не постои. Избришена е. Таа придржница не постои. Барајте ја вината прво у основен суд Кочани. Завршен цитат. Зошто не е дадено стечена постапка? Или е дадено стечена постапка? Кој е тој што е водил стечената постапка? Дали? А јас ќе ви дадам докази и аргументи во некој друго видео како Владо Павлов не е деко и што се прави со фирма која што е ставена на тапија на ова секташка организација.
И се ќе ви биде јасно. Ќе видите што прават со мојата фирма, како се обединува Основен суд, ОВР Кочани, УЈП, МЈП, да не ги споменувам. А овде никој го нема. И до ден денес не сакат да признаат никој за експлозиите. Се додека ја премолчуваме вистината, овие ќе владеат што ви ги кажав. И мора Македонија да ја загушат, мора Македонија да уништат, мора Македонија да не постои. Затоа што Давидовата звезда е наша. Наша македонска, како да ви објаснам? Затоа што Давид е водачот. Затоа што Давидовиот град е Ајгај Еге, ама не оној во Грција. Или Витлеем, како што ви го представуваат. Град кој што е јужно од Ерусалим. Или Бион. Или Бела, како сакате кажете ја. А зошто? Еве зошто. Еве зошто. Гледате? Еве зошто. Еве ја Давидовата звезда. Оган, воздух, вода, земја. Кој практично ви ја докажа Давидовата звезда преку негативниот јон и етерот? Ајде кажете, молчеливи македонци, филозофи, љубоморни, себични. Кој практично докажа дека Давидовата звезда е македонска наша? Мислите дека неслучајно е била таа акција со Кочанскиот јавен обвинител, кој што денес е одговорно лице за случувањата во Пулс на рочиштата на судењето со УВР Дувлочани или ОВР Кочани? Па не е случајно. Мислите Паско Кузман не испитал и не знал што значи матицата? Погледнете. Што е ова? Истиот символ кој што представува Давидовата звезда. Мислите дека Паско Кузман не знаел ништо? И сега? Што представува пронедената матица во Кочаник, за кој што Паско Кузман манипулираше и лажеше непријателот број 1 за Македонија дека ова е турски надгробен споменик? Па дали знаете за колку, дали знаете дека 5 години се борев за ова Давидова звезда? 5 години се борев младината на Кочани да ја разбудеме, да ја ослободиме од канџите на темнината. Преку туризамот за Кочани, преку вистината за Кочо, Давид, за Давидовиот град Кочани, за кој што имаме докази со матицата. И дали ако ја воскреснеме Македонија во Кочани, ќе беше основно мото на секој младенец таму дека треба да шмркне за да бил фраер. Оти ако не шмркнел, немало да биде фраер. Кое понижување направивме на нашите деца? Вратете го македонизамот на децата во Кочани и никој нема да шмрка. Затоа што таа младина е на улиците, разочарана, без цел, не знае кај оди. Од вас ваквите, никаквите. Што ја криете вистината, што филозофирате, што премолчувате.
во интерес националистите, кои што ја мразат Македонија, затоа што пчелата ја злоупотребуваат, затоа што свеќето на животот. Дајте им на младите душа, дајте им ја на младите вистината. И тие самите ќе воскреснат. Нема потреба друго ништо. Тие сакат Македонија. Но вие ги уништивте. 50% од младината да не дојде на наркотични средства, а другите 50% да чекаме да кренат како тие. И сега сите ќе филозофираме. Дајте им ја вистината на децата и на младината ако сакате да бидат спасени децата. И вие родителите со нив. Тоа е мојата порака.